Живењето во незнаење е исклучително тешко, но затоа постојат просветители кои не само што умеат да помогнат, туку ги краси и таа специфична умешност на вистински начин и во вистинско време, со сериозна доза предвидливост да ги искористат во полза на својата теза, очекувањата запишани во книгите на древните филозофи. Среќа и во контекст на антиката тие велат дека и во самата Платонова држава дека најмудрите треба да дојдат и да владеат. Ние имаме среќа да имаме мудра професорка која што е кандидат за председател, мудар имаме кандидат за премиер. Но не мисли баш секој така. За некого тоа е само идеализам и утопија. Со оглед на песимизмот дека постои начин да се направи некаков исчекор. А наместо таков профил се очекува позиционирањето да зависи од сосема други особини. Денеска ако некој ти рече дека можам ова состојба да ја разрешам, јас ќе го направам будала. Никој, особено тие во политиката, не би сакале да добијат таква квалификација, па може би затоа, иако не до крај прецизно, како искажано со половина уста и покрај чукањето в гради, се најавуваат нови алтернативни аргументи за евентуално повлекување од непочнатата трка. Мислам дека додека не завршам со тоа што имам за реализација, сметам дека не би требало едновремено да се фокусирам на повеќе работи, затоа што кога го губите фокусот, ја губите и реализацијата на овие проекти. Изгледа дека таков проблем со фокусот немаат некои други. Иако нивниот довчера коалициски партнер стана препознатлив по бројот за итни случаи. Ним изгледа не им гори, штом заборавиле да зазвонат и да се јават кај главниот оператор на 112. Едно е јасно, дека излегувате од коалицијата со СДСМ. Да, но работата што јас требаше да го кажам на раководството на СДСМ, а не во емисија на ТВ24. Што ако ви севат после емисија од СДСМ? Зафатени се во СДСМ сега, немат време за да се јават на сите. Тоа веројатно се обидуваат джентлменски да го искористат сите останати учесници во политичкиот надпревар. Иако понекогаш ниту должното внимание не е доволно да се освојат симпатиите. Пред почетокот на седницата, градоначалникот на советничките им го честите утрешниот 8 март денот на жената. Оба, ќе му го вратите на градоначалникот. Вие и градоначалникот, кои во јавни и официјални соопштенија жени нарекува изфрустрирани, ниту сакам од нив ружа, ниту сакам да ми го честитат денот на жената. И на крајот, кога се чепкаат раните и се задева мотивот за фрустрација. Симптоматично кај Максим Димитриевски зашо партијата ја нарекува за наша Македонија, кога самиот го поддржа референдумот за Северна Македонија. Треба да биде за наша Северна Македонија. Мислам да биде малце, како да кажам, достоен на тоа што го зборува. Политиката сепак не е црква, па при изборот да се извикува достоен. Од политичарите се бара малку, да не се биде барем неверодостоен.